Од самиот почеток на функционирање на оваа влада, еден од врвните приоритети беше и е обезбедување на еднакви можности за сите граѓани, што е дел од социјалната реформа која што функционира веќе трета година и ги дава, јас би рекол, посекуваните резултати. Толку оваа реформа во социјалната сфера, изголемувањето на социјалната помош за 300% е еден од основните постулати на реформата, меѓутоа и воведување на нови додатоци и помош за лица со попреченост. Она што е особено значајно и што би сакал да го истакнам е тоа што и во ребалансот на буџетот се предвидени средства за поддршка на пакетот мерки кој што го продолживме за унапредување на правата на лицата со попреченост. Целта не е само да се покачи висината на одреден надоместок или висината на одредени права, туку и да се зголеми обемот и достапноста до квалитетни услуги во делот на социјалната заштита, образованието и здравството, со што децата и лицата со попреченост на еднаква основа можат да користат услуги, да се стекнат со образование и да стекнат вештини кои што ќе им овозможат во текот на подоснежните фази од својот живот да се вклучат равноправно во пазарот на трудот. На овој начин, преку квалитетна поддршка и преку квалитетни услуги, даваме напор да сите граѓани имаат еднаква можност да станат активни граѓани кои ќе придонесат и за себе, меѓутоа кои што ќе придонесат и за развојот на државата воопшто. Новите права кои што произлегуваат од овие мерки, а се однесуваат на 2022 година, практично вклучуваат ослободување, например, од партиципација за лицата со попреченост на 26 години, и тоа е финансиски издаток од 16 милиони денари во буџетот. Тоа беше едно долгогодишно барање кое што сега го вклучивме во буџетот. Понатаму покачување на правото на посебен додаток за 15% за сите три категории на корисници кои што се утврдени со програмите за работа на владата. Износот на правото на самохрани родители кои што имаат дете со специфични потреби, со пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки за развој до 26-та година, се зголеми за дури 50%. За материјално необезбедени родители кои се корисници на материјална помош, а имаат дете со попреченост, додатокот се зголеми за 25%. Дали е тоа доволно? Процентуално зголемувањата, да, тие се двоцифрени, меѓутоа дали е доволно, не е никогаш доволно. Затоа зашто не е само во помошта која што ја добиваат родителите финансиска, туку и во институционалната поддршка која што државата го обезбедува. И затоа преку Министерството за образование и преку владата веќе се ангажирани 500 образовни асистенти во наставата, а со ребалансот се обезбедени да се ангажираат уште 225 асистенти, кои ќе бидат од помош да дадат потребна поддршка на наставниците во работа со учениците со попреченост. Исто така, преку проектот на Светска банка кој што се однесува за нега во домашни услови, со ребалансот обезбедени се 27 милиони денари, кои што се плаќаат преку буџетот на Министерството за труд и социјална политика, и каде што веќе 22 проекти од 27 општини се вклучени и кои што добиваат поддршка за вакви проекти. Најголем дел од нив се однесуваат и на лица со попреченост, меѓутоа се однесуваат и на нега на стари лица во домовите, потоа поддршка на дневни центри за лица со попреченост, помош на стари лица за нега и за рехабилитација и така натаму и така натаму. Преку овие услуги опфатени се над 522 лица, а дополнителен бенефит е и што лицата кои што се ангажираат за реализација на овие проекти се од социјално ранливи категории кои претходно поминаа стручни обуки. Исто така во однос на просторните услови кои што се наменети за овие лица, завршено е идејното решение за реновирање на
јавната установа Завод за рехабилитација во Скопје, кој ќе прерасне во модерен центар за социјални услуги, за што се обезбедени средства од 1,5 милиони евра од Европската унија. До крајот на годината исто така планирано и обезбедување на обуки и понуда на работни места за невработени родители на деца со попреченост во услугите од социјална заштита и во дневните центри. Дополнително се инвестира и во отворање на 10 стамбени единици за живење со поддршка за 50 корисници од специјалниот завод Демир Капија и јавната установа Завод за рехабилитација во Скопје. Исто така со последниот ребаланс предвидено е и покачување на посебниот додаток од 15% за сите 3 категории на граѓани. Оваа влада, како никоја до сега, има направено реформи и ги има зголемено буџетите во однос на социјалната сфера. Има воведено програми и активности кои што даваат поддршка на лицата со попреченост, на старите лица и на сите оние на кои што им е потребна поголема поддршка од државата за да можат да се вклучат во нормален тек и да придонесат и за себе и за државата. Направивме измени на Законот за социјална заштита за намалување на возрастната граница за користење на правото на траен надоместок на 60 години за жени и 62 години за мажи. Обезбедивме 27 милиони денари за услуга на помош и нега во домашни услови преку буџетот на Министерството за труд и социјална политика, како и сите потребни средства за работување на образовните асистенти. А дополнително се обезбедуваат и услуги за обука, постојана, на невработени родители на деца со попреченост за нивно ангажирање во дневните центри за нега на овие деца. Исто така предвидено е и зголемување во однос на дотациите за општините, за градинките и училиштата во која факулирана исплатата на зголемувањето од 15% на платите на сите вработени во овој сектор. И сосема на крај би сакал да додадам нешто што беше направено, меѓутоа малку е подзаборавено и треба да се подсетиме на добрите работи. Дека владата има национална стратегија за деинституционализација 2018-2027 година од име Тимјаник, која не е само на хартија, туку се реализира и во пракса. Со овој процес повеќе нема деца во гломазните и сиви институции, тие се преселени во мали групни домови, налик на семејства. Процесот продолжува и за лицата со попреченост, кои во стамбени единици добиваат соодветната грижа и услуги кои што им се потребни. Во насока на унапредување на нивните права е и новата национална стратегија за правата на лицата со попреченост, чиј што процес и подготовка е во тек и каде што од страна на Министерството за труд и социјална политика се ангажирани практично најголемите и најдобрите експерти кои што ги имаме во нашата пракса и академија, кои што не само што работат во македонските национални академски институции, туку и се препознатливи и ангажирани и од страна на меѓународни реномирани организации како што е УНЕСКО и други организации на Обединетите нации. Благодарам.